На денешен ден, 23 април. – 1564 година. Во Стратфорд е роден Вилијам Шекспир, англиски поет и еден од најголемите драмски писатели во светот. Во своите многобројни драмски дела, уметнички силно ги прикажува универзалните човекови дилеми и заплети. Најпознати негови дела се Хамлет, Макбет, Ричард III, Крал Лир, Ромео и Јулија и Отело. Умре во Стратфорд на 23 април 1616 година. 1616 година. Во Мадрид умре Мигуел де Сервантес, прочуен шпански писател, творец на првиот реалистички роман на шпанската литература, ненадминливиот Дон Кихот. Ги напиша романите Галатеја, поемата Патување на Парнес и драмата Нумансија. Роден е на 9 октомври 1547 година. 1792 година. Создадена е француската химна Марселеза, која не ја компонираше професионален музичар, туку инженерскиот капетан Руже де Лил. И тоа како марш. Химната ја пееја револуционерните војници на маршот од Марсеј до Париз. 1858 година. Во Кил е роден Макс Планк, германски физичар, основач на квантната теорија. Хипотеза дека енергијата се емитува и се абсорбира само со дискретни количества. Работеше и на теоријата за хемиска рамнотежа и на формулирањето на термодинамичките принципи. Во 1918 година ја доби Нобеловата награда за физика. Умре во Гетинген на 4 октомври 1947 година. 1891 година. Во Сонцовка е роден Сергеј Сергеевич Прокофјев, руски композитор и пианист, еден од најоригиналните советски музички творци. Делото е проткаено со руска национална музика, но во исто време и модерен според стилот на тонското изразување. Негови познати дела се балетите Ромео и Јулија, Пепелашка и приказни за камениот цвет. Умре во Москва на 5 март 1963 година. 1972 година. Во Скопје е поставен камен темелник на соборниот архиепископ храм на Македонската православна црква Свети Климент Охридски, кој е осветен на 12 август 1990 година. 2007 година. Почина Борис Елцин, првиот руски претседател по распаѓањето на Советскиот сојуз од 1991 година до крајот на декември 1999 година. Роден е на 1 февруари 1931 година во селото Бутка, во Талицкиот реон на Свердловската област. Автор е на книгите Исповед на дадена тема, Записи на председателот и Председателски маратон.